Денес сме во посета на градинката Мајски цвет, лоцирана во општина Карпаш, а ќе зборуваме за проектот од страна на Sunilance спроведен, а Мајски цвет ја добие наградата за најголемо собрано количество на отпадно масло. Преку проектот учиме да собираме и рециклираме отпадно масло, а децата преку овој проект научија да се грижат за животната средина, но и да собираат отпадно масло. Учителката со нас Александра е тука и од Sunilance Андре, кој ќе ни ја представи компанијата Sunilance, но и да слушнаме како се одвиваше самиот проект. Андре, ќе започнеме со вас, да слушнеме прво за проектот, но и зашто станува збор Sunilance. Така, благодарам. Значи, проектот учиме за собирање и рециклирање на отпадни масла. Го спроведуваме уште од 2017 година. Го започнавме со Сдруженијето ОХО. Неговата цел е, значи, да ја развие и потикне еколошката свест кај дечињата, да креира еколошки навики кај нив од најмала возраст, на еден начин кој што е интерактивен и креативен, затоа се користи ликот на Петко во самата програма. И нормално тоа ние не го правиме директно, тоа го прават градинките, кои што се сложија, тие што се сложија да бидат дел од проектот. И значи неговата цел е дечињата да се запознаат со тоа што е отпадно масло, како ја загадува животната средина, зошто треба да се собира и рециклира и така натаму. Тука има многу поврзани теми кои што учителките и педагозите може да ги поврзат со природата и со други општествени одговорности кои сакаме да ги развиеме кај дечињата. Градинката Мајски цвет оваа година го освои првото место во наградната игра Биди еко херој со Петко. И многу ни е драго и сме многу благодарни, бидејќи навистина и бевме присутни во моментите кога ја спроведува програмата, беа многу креативни и отидоа многу надвор од тоа што е првично предвидено во програмата. Направија многу креативни творби, како песнички, драмски представи и исто така одлични и креативни воспитно-образовни активности, дури многу повеќе од тоа што се предвиде во програмата и секако од сите градинки кои што беа инволвирани, преку нив највеќе се собра отпадно масло, односно 237 литри од страна на родителите. Така да можеме да им се заблагодариме на сите од градинката и да се надеваме дека овој тренд на вака успешно спроведен проект ќе продолжи во наредните години. Да, во споменавте, да кажеме дека од 6 општини беа вклучени сите градинки, Центар, Карпаш, Газибаба, Кисела вода, Аеродром, мислам дека сите ги кажав општини, Ѓорче Петров мислам дека се вклучи. Учествуваа 5000 деца на возраст од 4 до 6 годишна возраст, така ни каже наставничката. Како помина самиот проект, колку се вклучија децата, имаше ли интересни прашања и ви господинот Андре спомена каде завршува отпадното масло? Зошто треба да се рециклира? Имаш ли такви прашања меѓу децата? Најпрво благодарам што дојдовте. Да се заблагодариме на компанијата Sunilance што ни ја додели првата награда. Секако ние учествувавме со најголем број на собрано на отпадно масло, најкреативни работилници и исто така креативни материјали, активности за нивната екозбирка. Секако кај децата се разви екосвеста за собирање на отпадно масло. Во овој проект освен децата беа вклучени нивните родители кои што си зема кантичка за масло, за отпадно масло, да се земат дома, го фрла отпадното масло во кантичката и потоа го носеа тука кај нас. Децата многу беа заинтересирани, цело време прашуваа а зошто ако фрлиме во цевките, какви ќе бидат цевките, дали ќе мирисаат убаво, дали нема да мирисаат. Исто така имаше и многу интересни одговори од самите деца на тие прашања. Андре, вие ги одговаравте прашањата на дечињата или учителките? Беа ли спремни како да одговарат на вакви предизвикувачки прашања? Учителките најдобро знаат како со дечињата. Нормално кога сме повикани некогаш на нешто што организираат, тука и ние се инволвираме доколку е потребно, меѓутоа они се педагози и они знаат како да ја воспостават комуникацијата со дечињата и нормално веќе бидејќи долги години се спроведува проектот, веќе мислам дека и Александра и колешките веќе знаат многу за отпадното масло, така да нема потреба да ние да даваме технички одговори, бидејќи они веќе знаат што да им одговорат. Им одговоривте ли, Александра, на прашањата? Да, секако.
Зошто? Ајде, зошто треба да се рециклира отпадното масло за гледачите кои што не знаат, да ги подсетиме? Вако, отпадното масло треба да се рециклира за да не се загадува животната средина, затоа што кога отпадно масло ќе се фрли во цевките од лавабото, тие одат директно во реките каде што се загадува живиот свет во водите, исто така и во почвата каде што се загадуваат растенијата, животните нели се хранат од тие растенија и нема да имаме ни доволно храна, ни доволно жив свет ако отпадното масло се фрла во почвата или во реките. Што по рециклирањето на маслото? Каде завршува? Андреј? Помогнете. По рециклирањето, значи маслото се извезува во Европа до фабрики за кои произведуваат биодизел према највисоки стандарди EN 14214. Значи маслото има економска и еколошка вредност. Еколошката вредност е дека штитиме животната средина од негативните ефекти, а економската вредност е дека представува ресурс за добивање на нов зелен производ, а тоа е биодизел. Ето, тоа е важно да знаат и гледачите за да рециклираат отпадно масло. Кога се вклучаа родителите? Александра, дали беа задоволни тие од овој проект, па дали родителите научија преку овој проект? Да, родителите се вклучија доста многу, како што кажав, го носеа отпадното масло тука, заедно со дечињата го собирале дома во кантичките, секако дека беа презадоволни, дури беа изненадени дека добивме ние првата награда. Така. Честитки уште еднаш за наградата. Ви благодариме многу. Така, дали во иднина ќе има вакви поинтересни проекти кои што ќе ги вклучат и децата и родителите покрај отпадното масло? Така и наша специализација сега за сега е значи со управување со отпадни масла. Меѓутоа во иднина секако би спровеле нови едукативни проекти доколку би ја проширила нашата дејност и за други текови на отпад, бидејќи ова навистина функционира и се гледа дека низ годините се постигнува еден многу позитивен едукативно-еколошки ефект кај децата. Можам да кажам дека над 20.000 дечиња биле дел од програмата низ годините и се надевам и таа бројка и ќе расте. Така да овој проект отвара можности да се реплицира и за други отпади и нормално за да ги постигнеме ефектите, тоа е најважниот од нив е едукацијата на малите дечиња уште од најрана возраст, за да потоа, меѓутоа треба континуитет, потоа треба и во основните и средните училишта да се продолжи со таа еколошка едукација за да тие прераснат во еколошки свесни граѓани на крај. Така. Но ако продолжите со истиот интензитет со вакви проекти, мислам дека на дечињата веќе ќе им стадиме дека треба да имаат екосвест, па и тоа да го пренесуваат и дома. Благодарам уште еднаш, да се гледаме за убави работи. Ви благодариме многу. Благодарам на вас. Благодарам, исто така.